like a dream coming true. Во ова издание, владата на САД останува затворена најмалку до четврток. Председателот цврстна ставот. Нема гранична безбедност без изградба на зидот. Најмалку 300 лица загинаа во цунамито во Индонезија. Бројот на жртви и натаму расте. Вечерва е бадник за верниците според Грегоријанскиот календар. Ве носиме во домот на семејство во близина на Вашингтон. Останете со нас да ја видите празничната традиција. Почнуваме веднаш. Поздрав од Вашингтон, ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Владата на САД е затворена веќе трет ден, а се очекува да остане вака најмалку до четврток. Председателот и натаму останува на ставот дека мора да се изгради зид на границата со Мексико. Најважниот начин е запирање на банди, дрога, трговија со луѓе и криминал на нашата јужна граница, напиша Трамп на Твитер, додавајќи дека не може да има безбедност на границата без зид. Владата беше затворена на полноќ меѓу петокот и саботата. Ова е четврто затворање во последните 5 години, кога Конгресот и Белата куќа не можеле да се согласат за тоа колку пари федералната влада може да потроши и за кои цели. Представничкиот дом, предводен од републиканците, одобри буџет со финансирање на зид, но мерката немаше доволно гласови да помине во Сенатот, каде демократите силно се спротивставуваат. Од друга страна, најголем дел од републиканските законодавци го поддржуваат барањето на Трамп. Сенатот беше распуштен во саботата и не се очекува ново гласање, барем до четврток. Председателот на Индонезија Јоко Видодо денес направи увид во штетите од цунамито при кое загинаа најмалку 373 лица, над 1016 беа повредени, додека стотици други се уште се водат за исчезнати. Портпаролот на Националната агенција за справување со катастрофи вели дека бројот на мртви ќе продолжи да се зголемува. Над 1000 жители остануваат евакуирани, додека повеќе од 600 домови, 69 хотели, 60 продавници и околу 420 бродови се уништени, заедно со коли и други возила. Судиката на Врховниот суд Рут Гинзбург се опоравува по операцијата при која и беа отстранети 2 малегни тумора од белите дробови. Туморот и беше откриен за време на тестови спроведени, откако Гинзбург скрши 3 ребра при пат во текот на месец ноември. Годинава се случија промени на политичката сцена во САД. Демократите ја презедоа контролата врз представничкиот дом, што пак може да доведе до нови промени во наредните 2 години. Джим Мелоун за ова. Ви благодарам. Од утре започнува нов ден за Америка. Лидерката на демократите Ненси Пелоси ги поздрави резултатите од делумните избори и преземањето на контролата во представничкиот дом. Демократите добија гласови со противење на политиките на председателот Доналд Трамп и со големиот одзив на жените и прогресивните гласачи кои застанаа зад демократските кандидати, како што е конгресменката од Масачусетс Ајана Присли. Потврдивме дека иако ова можеше да биде мрачен период во нашата историја, не дозволивме тоа да се случи. Сакаме да бидеме дефинирани со нашата надеж, а не со стравот. За председателот Трамп, ова може да значи застој во реализирањето на агендата, зашто демократите сигурно ќе иницираат истраги за неговата работа, но Трамп не изгледа загрижен. Тие немаат ништо, нула. Тие може да изберат така да играат, но ние играме подобро. Трамп и демократските лидери веќе се судрија околу финансирањето на пограничниот зид, но партиските препукувања допрва доаѓаат, вели аналитичарот Џон Фортиер. Демократите сигурно ќе го искористат мнозинството за да ги истакнат разликите со Доналд Трамп, но и да потегнат истрага за работата на администрацијата. Без целосна републиканска контрола на Конгресот, Трамп можеби ќе сака да работи со демократите, вели Џим Кеслер. До сега не сме виделе дека Доналд Трамп навистина има способност да соработува со демократите за постигнување каков било договор. Треба да видиме како ќе биде во иднина. За председателот се уште стои истрагата во врска со Русија, која може да добие епилог во следните неколку месеци. Она што ќе се случува во 2019 година може да биде индикатор за тоа дали Доналд Трамп ќе биде председател со 1 или 2 мандати.
Новиот музеј посветен на статуата на слободата во Њујорк ќе биде отворен наредната година. Реймонд Тейлор беше во новата зграда. Повеќе од 6 децении, од 1892 до 1954 година, колосалниот подарок од Франција, статуата на слободата, представуваше добре дојде за милиони имигранти што пристигнуваа на островот Елис кај Њујорк. Наскоро, во чест на големата дама на слободата, ќе никне нов музеј, кој исто како и големиот споменик ќе биде колосален. Бевме трогнати кога првпат стапнавме на островот. Луѓето буквално клекнуваа на колена плача. Големо е значењето на ова место и во себе има посебна духовна тежина. Годишно статуата на слободата ја посетуваат 4,5 милиони туристи, но поради ограничените капацитети, само 1/5 од нив успеваат да влезат во споменикот. Сепак, со отворањето на новиот музеј и на градината, секој што доаѓа на островот на слободата ќе добие шанса да ја види изложбата. Дизајнерите го замислија местото како простор што ќе асоцира на отворен диалог. Тоа што сакавме да го постигнеме да ја пренесеме и да ја одржиме идејата за слободата. Секој посетител денес на островот доаѓа со свое лично гледање на споменикот. Тоа е символ за секој што пристигнал во оваа земја и за неговиот придонес во борбата за еднаквост и сплотеност. Човек да се чувствува слободен, но секогаш со почит кон слободата на другите. Гостите во музејот ќе можат да искусат виртуелна тура до врвот на 93-метарската статуа, како и да влезат во студиото на незиниот креатор, скулпторот Фредерик Август Бартолди. На крај турата води во инспиративна галерија. Туристите ќе може да погледнат низ факелот од 1600 килограми што со децении стои на врвот од статуата. Од покривот на музеот ќе има и панорамски поглед кон Манхетен. Главниот дизајнер на новиот музејски објект вели дека целиот проект е оптимистички. Не се обидуваме да потикнеме носталгија, туку поглед кон иднината. Тој објект треба да биде нова икона, нова инспирација. Музеот кај статуата на слободата се очекува да биде отворен во мај идната година. Денеска е бадник за верниците кои го слават празникот според Грегоријанскиот календар. Покрај вечерата се ужива и во божитните декорации. Еве како изгледа домот на едно семејство во близина на Вашингтон. Извештај на Дебора Блок. Никој не може да ја одмине куќата на фармер во Тивка улица во Александрија за време на божичните празници. Волшебно е, воодушевува. Толку многу работи има наоколу. Тоа било идејата на Курт Фармер, кој потрошил 300 часови за поставување на сите светла и украси. Летечкиот Дедо Мраз ме враќа назад во детството. Тој е на истото место 40 години. Курт, уште како дете, почнал да му помага на татко му за празнично украсување. Почнале со мала декорација, што прераснало во голема инсталација. Откако починала мајката на Курт, татко му се иселил од куќата. Тогаш Курт дошол во домот и продолжил да се грижи за традицијата. Сакав да го продолжам тоа што татко ми го правеше за да ги усреќи луѓето и да ги натера барем за миг да заборават на вистинскиот свет. Сега 9-годишната керка на Курт е таа што помага. Сакам да помагам и да направам нешто. Одлично е што ја одржуваат оваа традиција. Преубаво е. Курт секоја година за Божич го бара истиот подарок, уште повеќе декорации. Му правам список на Дедо Мраз и секогаш овие работи ги ставам. Се чини дека тој е многу добар кон мене. Пред 3 години Курт паднал додека ги поставувал декорациите и морале да поминат неколку месеци додека повторно се крене на нозе. И покрај повредите, следната година тој повторно се качил на покривот со намера да ги постави украсите. Мислам дека е неверојатно што некој одвојува толку време и вложува толков труд за да направи нешто особено за децата. Курт им се радува на младите, но драго му е кога и постарите се среќни од неговите декорации. Возрастните можат да дојдат и да се потсетат на времето кога растале. Многу е битно луѓето да бидат среќни и да се вратат во своето детство. Тој би сакал гостите да си заминат со ова чувство. Благодарам на вниманието, до гледање до утре повторно.